Во текот на 2015 година општина Кочани зема кредит од Светска банка во износ од 61,5 милиони денари. Со овие средства општината започна со реализација на проектот асфалтирање на 10 улици во градот и околните населени места. Како најповолен понудувач се јави фирмата Eurolink од Гевгелија, така што асфалтирањето на 10 улици што започна во месец јуни минатата година комплетно е завршено заклучно со март 2016. Станува збор за улиците Јанка Стоименова во село Ризари, Македонска, 15 македонски корпус и Разловечково стание во населбата Усова Чешма, Димитрија Лазаров, Пиринска, Ѓорче Петров, Февруарски поход, 13 македонски корпус, Лев и десен крак на улицата Орце Николов и улицата 554. Општина Кочани работи и на асфалтирање на улицата Асном во село Ризари и Карпошово во стание во Усова Чешма и на други улици. Во село Лешки се вршат припреми за асфалтирање, веќе се тампонира и се поставуваат ивичњаци на патот во должина од 700 метри, каде што коловозот ќе биде со широчина од 3,5 метри. Потоа се вршат припреми за асфалтирање на улицата Мародишка епископија, која е со должина од 250 метри. И таму се извршени припремите за асфалтирањето. Се надеваме дека до крајот на неделата ќе биде завршено асфалтирањето на оваа улица. Инаку во наредниот период се предвидува во месец мај да се започне и со асфалтирање на две улици на Пониква. Тоа е едната улица која води од аеродромот до одмаралиштето. Таа е со ширина од 4 метра и вредноста на инвестицијата ќе изнесе околу 8 милиона денари, а должина на улицата е 1100 метра. И друг крак е од аеродромот што води према престапот, исто и ова е во должина од 1100 метра, со широчина 4,5 метра и инвестицијата нели ќе изнесе околу 10 милиона денари. Инаку деновиве се работи и на одбележување на хоризонталната сигнализација во улиците во градот, а се одбележуваат и пешачките премини, автобуските и такси постојките.